Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Мој гостин денеска Маријан Петрески, универзитетски професор од Америка на Колеж универзитетот. Професоре, ви благодарам што издвоивте време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до вашите слушатели. Ви благодарам. Актуелна тема деновиве се изборите. Ке има, нема да има, кога ќе се одржат, дали ќе учествува опозицијата или не. Колку политичката неизвестност може да биде погубна за бизнисот? Политичката криза, знаеме, започна во почетокот на 2015 година, така што таа веќе трае од прилика година дена. Бројките кои што ги имаме веќе за трите квартали од 2015 година покажуваат дека политичката криза извршила одредено влијание врз економијата. Се уште ги немаме бројките за последниот квартал, меѓутоа проценката е дека политичката криза одзела од прилика 1% поен на растот на бруто домашниот производ. Меѓутоа последниот квартал кој што е публикуван, тоа е третиот квартал од 2015 година, беше, би рекол, повеќе од очекувањата. Растот на БДП беше 3,5%. Меѓутоа, ако се погледне неговата структура, ќе се види дека тој раст главно е воден од активностите на државата, главно во градежниот сектор, кој што се уште е во фаза на голема експанзија. Додека многу јасно од бројките може да се види една воздржаност на приватниот сектор од преземање поголеми одлуки. Тоа се главно одлуки во делот на инвестирањето и мислам дека тоа е главниот канал преку кој што политичката криза се прелеа врз економијата. Меѓутоа сега сме веќе 2016 година и имаме на располагање повеќе проекции кои што доаѓаат и од домашните институции, значи главно владата, Народната банка и од меѓународните финансиски институции. Тие проекции се движат од прилика помеѓу 3,5 и 4% раст за 2016 година. И мислам дека во голем дел веќе го вкалкулирале политичкиот ризик, затоа што оваа политичка криза најрано може да се разреши на изборите кои што во моментов се закажани за 24 април, така што отприлика 1/3 од ова, најмалку 1/3 од ова година се уште ќе биде во знакот на политичката криза. Но сепак не знаеме дали политичката криза ќе се разреши. Прво, мислам дека е добро изборите од таа гледна точка да се одржат што е можно порано. Меѓутоа, од друга страна, за да изборите бидат крај на таа политичка криза, треба да бидат фер, демократски, со учество на сите страни и сите засегнати страни, значи политичките партии, главно опозицијата, а и меѓународниот фактор по изборите да тие избори ги признаат без оглед кој ќе биде победникот. Само во една таква констелација, значи, би имале крај на политичката криза и со тоа ослободување на нејзиното негативно влијание врз економијата. Доколку ова не биде случај, односно доколку политичката криза во една или друга форма продолжи и во овој период по изборите, тогаш веројатно овие бројки кои што сега ги имаме за растот проектиран во 2016 година, веројатно ќе претрпат дополнителни надолни ревизии. Кога нема стабилен бизнис, амбиент, странските компании се воздржуваат од инвестирање. Ако од 2015 година беше година на инвестицијски бум, можен ли е застој на инвестициите од странство? Добро, јасно е дека неизвестноста е главен непријател на бизнисот и веќе реков дека во податоците за 2015 година веќе забележуваме одредена воздржаност на приватниот сектор од преземање поголеми инвестицијски одлуки, а секако гледаме дека и кај домакинствата има известно воздржување од поголема потрошувачка во овој период. Навистина во 2015 година неколку инвестиции странски ги објавија своите одлуки да инвестираат во земјата, што е позитивно, особено во еден таков контекст.
За нив мислам дека политичката криза е исто така важна во смисла дека може да го диктира темпото со кој што тие ќе реализираат својата инвестиција, затоа што добро е што тие одлучиле, меѓутоа битно е кога ќе започне таа инвестиција со градба, кога ќе почне да вработува и така натаму. Значи политичката криза може да влијае на тие одлуки, на тие компании кои што веќе одлучиле да инвестираат, додека оние компании кои што се уште не одлучиле, кои што нас како на јавност не ни се уште познати, кај нив може да се случи ефектот да ја одлагаат таа одлука додека видат разрешница на оваа криза, и затоа сметам дека е битно таа што побрзо да се разреши. Која е вашата препорака како универзитетски професор? Што им препорачувате на политичарите за негативните ефекти врз економијата да бидат помали? Па видете, ова мислам едноставна е многу препораката, тоа е дека треба што поскоро да елиминираме неизвестноста која што постои во економијата, која што е диктирана од политичките случувања. Секако тука се повеќе актери кои што треба да придонесат кон тоа, меѓутоа мислам дека секако значи главна улога има владеачката партија, која што во контекстот со другите политички партии, во форматот во кој што се преговара, треба да овозможи изборите да бидат фер и демократски, за да видиме разрешница на кризата, и само тогаш ќе се намали негативниот ефект од политичката криза врз економијата. Секако она што сакам да го додадам во тој контекст е дека дури во таква ситуација периодот по изборите треба да, без оглед која партија ќе победи на изборите, треба да биде веројатно проследени со определени институционални реформи, за да може граѓаните и фирмите да бидат убедени дека тие институции функционираат во нивна корист. Само така ние ќе намалиме неизвестноста во економијата. Значи таа нема да се намали во еден ден, меѓутоа со преземање одредени структурни институционални реформи мислам дека имаме шанси да биде вратена, односно зајакната довербата во системот. Професор, ве предлагам да направиме мала музичка пауза, па ќе продолжиме со разговор. Тројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки Маријан Петрески, универзитетски професор. Професор, организирањето избори повлекува трошење пари. Неодамна некогашниот премиер и прв човек на една од водечките банки изјави дека е крајно време да се формира валутен борд. Што всушност значи ова? Да, се крена доста прашина во јавноста околу таа идеја. Идејата беше дадена дека треба да се формира валутен борд или фискален совет, и мислам дека е важно пред се на јавноста да ја објасниме што представуваат овие две тела, бидејќи во изјавата се дадени на начин како да се синоними, односно нешто слично, меѓутоа во принцип двете работи се сосема различни, да ги наречам, институции. Валутниот борд е поврзан со монетарната политика, додека фискалниот совет, името кажува, е поврзан со фискалната политика. Валутниот борд представува, да кажам, режим на девизниот курс, значи тој е методологија која што на некој начин ја диктира монетарната политика, односно ја става на автопилот. Значи, иако се нарекува борд, тоа не е маса на која што седат луѓе, туку едноставно методологија според која курсот на домашната валута, во случајов денарот, се врзува за странска валута, тоа веројатно би било еврото, како што е сега, значи како што имаме сегашната стратегија на фиксен девизен курс, но дополнително на она што го имаме сега како девизен режим, кај валутниот борд износот на паричната маса во оптек треба да биде еднаков во противвредност на износот на девизните резерви. Тоа значи дека монетарната власт, Централната банка, ќе може во оптек да пушти повеќе пари ако во девизните резерви дојдат повеќе девизи. Например, кога странска инвестиција ќе инвестира 1 евро плюс во Македонија, само тогаш ќе може во оптек да се пуштат дополнителни 61,5 денари.
Значи тоа е да ја наречеме малку поцврста форма на врзување на националната валута за странската валута, што на Македонија апсолутно не е потребно. Затоа што тековната стратегија има најголем дел од елементите на валутниот борд и таа овозможува значи целосна макроекономска стабилност. Во моментот доста успешно изминативе години. Апсолутно, значи особено се покажа успешна во делот на одржување на стабилна инфлација, значи стабилни цени, бидејќи знаеме, мислам, можеби да ги подсетиме или да им кажеме на гледачи дека таа беше воведена пред 20 години точно во 1995 година поради високите стапки на инфлација во годините пред тоа. На пример, инфлацијата во Македонија во 93 година била отприлика 2000% на годишно ниво, што е огромен раст на цените и во таква ситуација било неопходно да се врзе домашната валута денарот за странската валута и тоа е направено преку фиксирање на курсот, а не преку валутен борд. Други земји, како на пример Бугарија, се одлучиле за валутен борд во исти околности, значи во ист контекст на висока инфлација. Така што од таа перспектива валутниот борд апсолутно не е потребен на Македонија, затоа што тој нема да донесе ништо повеќе позитивно од она што сега го испорачува стратегијата на фиксирање на девизниот курс. А од друга страна пак она што може да биде позитивно за Македонија е фискалниот совет. Што значи формирање фискален совет? Значи фискалниот совет пак спротивно на валутниот борд во принцип представува луѓе кои што седат на маса, вака да објасниме попластично за слушателите. Е различно организиран во различни земји. Значи некаде е тоа на вистина 3/4 луѓе кои што седат на една маса и одлучуваат нешто, а во други земји е организиран како целосна институција со своји вработени. Како што кажува името, тој има советодавна функција во делот на трошењето на јавните пари. Например, може да сугерира фискалниот совет дека дефицитот е проектиран на превисоко ниво, дека трошењето за одредени работи не треба да се случи, туку треба тие пари да се пренасочат на друго место. Значи може да советува во делот на позајмувањата што ги прави Министерството за финансии, односно владата, дали задолжување на домашен пазар, дали на странски пазар, кога, понатаму за која намена ќе се трошат тие пари и слично. Вакви фискални совети има во дел од развиените земји, значи во некои од земјите во Скандинавија, го има во Холандија, и истиот не може да донесе штета на земјата, на економијата, туку може да донесе само значи позитивни ефекти, затоа што на некој начин тој ќе биде и форум каде што ќе се дискутира начинот на кој што се трошат јавните пари, односно парите на граѓаните. Така што А кои се членови на советот? Кој одлучува кои ќе бидат тие што ќе креираат? Тоа е начин на договарање, на институционална поставеност. Значи, например, ако ја земеме Централната банка, во Советот на Народната банка учествуваат независни лица кои што ги предлага владата и ги избира собранието. Дали е тоа доволно за да тие бидат независни, не знам, меѓутоа може да се договориме тука во земјата дека ќе ги избираме на некаков поинаков начин. Но тие вообичаено треба да бидат независни експерти кои што имаат експертиза особено во делот на јавните финансии, на фискалната политика, и кои што имаат доволен кредибилитет, позитивен имидж во јавноста. Кога зборувавме за фискални, споменавте задолжување за финансирање, односно транспарентност во утрошењето на јавните пари. Ваш став, дали е преголемо темпото на задолжување во Македонија? Значи, да се подсетиме дека некаде во 2007 и 2008 година оваа влада изврши враќање на предвремено
враќање предвремена отплата на дел од обврските, односно надворешни заеми кои што беа тогаш и тогаш јавниот долг се сведе на некое ниво од 23-24%. Сега од прилика 7-8 години после тоа јавниот долг се искачи на околу 44-45% од бруто домашниот производ, што укажува дека во еден релативно краток временски период тој долг се дуплирал, така што ние може да аргументираме дека зголемувањето е рапидно во еден релативно краток временски период. Но она што е поважно, мисламе, делот на искористувањето на тие средства. Значи, по мое лично убедување, не е проблем да една земја се задолжува, доколку тие средства ги инвестира во продуктивни цели, односно ги инвестира на начин на кој што тие утре ќе и донесат повеќе пари на економијата и ќе се зголеми незиниот отплатен капацитет. Например, инвестирање во патишта, во железница, во разна друга инфраструктура, затоа што на тој начин ја зголемувате конкурентноста на економијата. Во таква економија ќе дојдат, например, повеќе инвеститори. И така ќе создадете повеќе доход во економијата да може незината отплатна способност да биде поголема за отплаќање на тие кредити. Значи, позитивно е што во последниве 2-3 години гледаме инвестиции во инфраструктурата, значи изградбата на патиштата, добро е што се купи воз и така натаму. Веројатно ќе беше уште подобро ако тие инвестиции почнеа порано, значи во моментот кога владата се разложи во 2006, 2007, 2008 година. Така, ако изминатата година растот претежно се темелеше на капиталните инвестиции, односно градежната експанзија и влезот на странските компании, што ќе биде двигател оваа година? Па, како што реков на почетокот на емисијата, годината ја започнуваме во знакот на политичката криза и таа ќе биде доминантна во економијата најмалку 1/3 од годината, значи најмалку до изборите, што ќе биде потоа ќе видиме. Сега во еден таков контекст, значи владата ја продолжи својата политика на интензивна поддршка на економијата, главно преку еден сектор, преку градежниот сектор. Значи во такви услови градежниот сектор доживеа огромна експанзија. Значи, да бидам попрецизен, најголем дел од таа експанзија се должи на капиталните инвестиции на владата, а еден помал дел, би рекол, се должи на градежните активности на овие компании кои што веќе инвестираа во Македонија, значи ги граат своите фабрики. Во моментов веројатно е дека и оваа година ќе остане во тој знак, барем до изборите, што е и на некој начин исправна стратегија во контекст на не толку на политичката криза, туку во контекст на општото економско окружување, каде што во Европската унија, односно во еврозоната, се уште немаме некои многу робустни знаци на раст. Можда ќе биде интересно да подсетам дека еврозоната е во ситуација на многу експанзивна монетарна политика, главно преку програмата за квантитативно олеснување, што се очекува дека ќе го поттикне позначајно растот во еврозоната, меѓутоа тие ефекти треба да следуваат допрва, значи се уште е веројатно многу рано да ги очекуваме тие ефекти. Значи, бидејќи Европската унија и еврозоната се наши главни трговски партнери, а побарувачката од таму е релативно ниска, ние како земја мислам дека исправно ги фокусиравме напорите да растот го генерираме домашно и тоа владата одлучи да биде преку да кажеме форсирање на еден сектор, а тоа е градежништвото и тоа е значи релативно успешна стратегија во еден ваков контекст. Така, владата изминатиот период презеде и низ мерки и програми за намалување на невработеноста и привлекувањето странски инвестиции. Ваш став, дали треба да се продолжи со истото темпо и оваа 2016 година?
Значи, кажав дека третиот квартал од 2015 година беше попозитивен од она што беа очекувања, барем мои, меѓутоа од она што следа мина и на институциите. Значи, освен што во тој квартал забележавме 3,5% раст на бруто домашниот производ и невработеноста забележа значајно позитивно поместување, значи таа се сведе на 25,5% и мислам дека намалувањето беше за повеќе од 1% поен за еден квартал, што е мощно добар резултат. Сега секогаш се развива дискусија во која мера тие вработувања се реални, како се генерирани работните места и така натаму. Би рекол дека повеќе се фактори кои што влијае на тие вработувања. Прво, секако тоа се странските фабрики. Знаеме дека особено во некои градови каде што се лоцираа странски фабрики, дека отпочнаа процеси на вработување во компаниите. Дел од нив веќе ги праќаа новите, да кажеме, вработени во нивните централи во странските земји каде што треба да добијат некаква обука и потоа тука да работат. Тоа е едниот извор на намалувањето на невработеноста. Вториот извор е овој проект Македонија вработува, кој што ги субвенционира вработувањата, значи не наплаќа, така да кажем, придонеси за тие вработувања, колку и да има тоа негативни импликации за иднината, нели, бидејќи пензискиот фонд не се полни затоа што тие придонеси не се плаќаат, сепак тој овозможи одредени вработувања. И третиот извор, би рекол, на новите вработувања е сврзан токму со истиот проект, затоа што тој овозможи не само да има нови вработувања поради субвенционирањето, туку и еден голем контингент на сива вработеност, да ја кажеме, да има мотив да премине во формалната економија, што на некој начин не се нови вработувања, затоа што тие луѓе и онака работеле, само што сега имал работодавецот мотив да ги пријави, меѓутоа сепак е позитивна тенденција, бидејќи во секој случај секогаш е позитивна тенденцијата за поголема формализација на економијата. Моето последно прашање до вас, господине Петрески, е кои се вашите прогнози и очекувања за оваа 2016? Споменавте можна корекција на економскиот раст, се ќе зависи од неизвестноста. Па да, во овој момент, значи сега сме почетокот на 2016 година, се зависи од тоа како ќе се разрешува политичката криза. Реков дека институциите и домашните и странските прогнозираат дека економијата ќе расте со околу 3,5 до 4%, што не е висок, меѓутоа не е ни така лош раст. И тој раст во одредена мера веќе ги има вкалкулирано ефектите од политичката криза, затоа што кога тие проекции се правени, знаевме дека најмалку 1/3 од оваа година ќе биде под влијание на политичката криза. Меѓутоа, тие проекции се уште неизвестни, затоа што, како што реков, не знаеме што ќе се случува. Прво не знаеме, значи, дали датумот на избори е сигурен, не знаеме како тие ќе се одвиваат и не знаеме колку брзо потоа неизвестноста во економијата ќе се смири и потенцијално ќе исчезне. Така што сите тие детерминанти ќе влијаат на тоа дали во колкава мера овие проекции ќе трпат надолни корекции. За 2015, кога политичката криза не беше почната, проекцијата за економијата беше нешто над 4%, а до крајот на годината се сведе на нешто над 3%, значи оценките се дека политичката криза, да кажам, одзела околу 1% поен од растот на БДП во 2015 година. Ако нешто слично или се повтори во 2016, или ако интензитетот на кризата биде поголем, тогаш може повторно да очекуваме надолни ревизии на растот од ваква слична магнитуда. Така што да заклучам, моето размислување е дека во овој момент овие проекции кои што сега ги имаме за економијата се коректни, но во која мера се остварливи ќе зависи од она што ќе го гледаме до и после изборите. Господине Петрески, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам на поканата, ми беше драго. Ви благодарам. По кратката музичка пауза ќе ги слушнете и најважните економски паузи.
Во емисијата Бројки ве информирам и за најзначајните економски настани. Значителни придобивки за младите во образованието најави вчера лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Секој прв и трет викенд во месецот, младите до 27 години ќе имаат бесплатен превоз во железничкиот сообраќај. Мерката ќе почне да се применува од март годинава. Со овој проект ВМРО ДПМН има возможува на сите млади поголема мобилност и можност да посетат многу места во Република Македонија, но истовремено и представува значителна финансиска подршка и заштита на стандардот на младите. Ваквата мерка е практично проширување и збогатување на можноста која и досега постоеше за бесплатно патување во железничкиот патнички сообраќај во Република Македонија за млади лица до 27 години. Третиот викенд во месецот, петок, сабота и недела, кој започна во јули 2014 година. На ова се одлучивме поради исклучително позитивните резултати и големиот интерес ке младите. Од почетокот на реализацијата на проектот, односно за 6 месеци во 2014 година и 11 месеци во 2015 година, вкупно се превезени 48.758 млади до 27 години, а имајќи во обзир дека од тогаш помина околу 1,5 месец, сега се сигурно над 50.000 млади до 27 години, кои ја искористиле можноста која ја нуди проектот, со што младите заштедиле околу 17 милиони денари. Од март годинава ќе стартува и проектот за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и изучување на странски јазици за лица до 29 години. Секоја година по 1000 млади ќе бидат вклучени во обуките за компјутерски, а по 1000 во обуките за јазични вештини. Ќе се изучуваат англискиот, германскиот и францускиот, трите светски јазици кои во моментов се најбарени на пазарот на труд, со што младите ќе станат поконкурентни и полесно ќе дојдат до работа, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Овој проект предвидува секоја година, почнувајќи од март месец 2016 година, 2000 млади лица на возраст до 29 години да бидат вклучени во обуките, и тоа 1000 лица за компјутерски и исто толку за јазични вештини, изучувајќи ги светските јазици кои се најпотребни во моментот на пазарот на труд, односно англиски, германски и француски, широм територијата на Република Македонија. Ке постојат 3 нивоа на изучување на јазиците, и тоа почетен, среден и напреден. За таа цел, кон крајот на февруари оваа година, ќе биде распишан јавен повик преку Агенцијата за вработување на Република Македонија, со цел да се пријават заинтересираните кандидати, додека селекција на кандидатите ќе биде по принципот успех на студии согласно рангот на универзитетот, 35 бода и социјалниот статус кој ќе носи до 65 бода. А за младите кои не студираат, ќе се земе во обзир само социјалниот статус, сметајќи го вкупниот приход во семејството на годишно ниво. Со оваа мерка им се помага на младите да се стекнат со вештини и знаења потребни и барани на пазарот на трудот. Со третиот проект ќе се подобруваат условите во студентските домови. Од јануари идната година Груевски најави изградба на перални и сушални во сите 10 државни студентски домови. Проект кој е особено значаен за 6500 студенти кои престојуваат во студентските домови. ВМРО ДПМН во насока на задоволување на потребите на студентите, сместени во студентските домови во Република Македонија, и воедно зголемување на студентскиот стандард, следејќи ги најновите позитивни искуства, применувани во студентските домови во повеќе европски држави, се реши да ги опреми со нови перални и сушални сите 10 постоечки студентски домови во Република Македонија. И тоа 5 државни студентски домови во Скопје, државниот студентски дом во Битола, во Охрид, во Штип, во Прилеп и во Пробиштип. Вкупно за сите државни студентски домови се предвидени 50 машини за перење и 50 машини за сушење, распоредени во зависност од бројот на студентите во секој од нив. Со ова ќе се надмине еден реален и долгогодишен проблем на студентите, сместени во државните студентски домови и кои минуваа низ бројни непријатности. И практично ова ќе биде задоволување на уште едно нивно барање на студентите во студентските домови.
На 700.000 евра се обезбедени за годинава за мерките обуки и субвенционирано вработување. Треба да се вработат на 300 лица и тоа од социјално ранливите категории, долгорочно невработени, постари над 50 години и млади до 29 години. Ова е втора мерка која започна да се спроведува од оперативниот план за намалување на невработеноста за 2016 година. Предвидена е субвенција за обука од 6200 денари месечно во период од 3 месеци и потоа субвенција за плата за лицата кои што ќе бидат обучени во износ од 19.000 денари месечно во период од 6 месеци, или пак вкупниот износ на средства кои што може да го искористи една компанија за да вработи невработено лице преку оваа мерка обука со субвенционирано вработување 132.000 денари за секое вработено лице. Околу 30% од вкупните средства се планирани за вработување на 100 млади лица до 29 години. Фирмите кои ќе ја користат мерката нема да можат да ги користат поволностите од Македонија вработува. Доколку во текот на ангажманот од лицето сака да се замени или не е соодветно за тоа што било ангажирано, работодавецот ќе може да замени од останатите лица кои што се на евиденцијата на невработени од таа група од која што припаѓа во лицето. Мелничарите бараат итни мерки за намалување на кризата. Најголем проблем и годинава е ефтиното увозно брашно, затоа бараат зголемена контрола. Според комората, во изминатите 4 години увозот на брашно е зголемен за 30%. По предаден килограм пшеница ке лиценциран откупувач по класи на квалитет. Со тоа сметаме дека ќе се издигне квалитетот на пшеницата. Со тоа нашата пшеница би имала и поконкурентна цена во окружувањето, а исто така и домашните мелници по конкурентно домашно брашно. На еден начин би се намалил увозот на брашното, односно би се зголемил извозот на домашното брашно. Владата и оваа година ќе продолжи со финансиска поддршка за отворање нови работни места. Во тек е огласот за започнување собствен бизнис, каде државата нуди 3500 евра во опрема, репроматеријали или советодавни услуги. Аплицирањето за оваа мерка трае уште 10 дена. Владата продолжува со значајната финансиска поддршка за обезбедување на нови работни места. Во моментот се актуелни два јавни повици кои што се од голем интерес, значење и нудат придобивки и за невработените лица и за работодавците кои што имаат потреба од ангажирање на работници. Првиот јавен повик се однесува на програмата самовработување и сите невработени лица кои што имаат идеја да го формализираат својот бизнис е повеќе од добре дојдени да аплицираат до Агенцијата за вработување заклучно со 29 јануари оваа година и да добијат поддршка од државата во висина од најмалку 3.500 евра за сопственото самовработување, додека пак вториот јавен повик се однесува на обуката ке познат работодавач и пред се од корист за работодавците кои што имаат потреба од ангажирање на работници чии што профил на кадар е дефицитарен на пазарот на трудот, а државата ќе ги покрие сите трошоци во поглед на обуката на невработените лица, како и трошоците за плата во првиот 6-месечен период од ангажманот на работникот во рамките на предпријатието на работодавецот. И покрај овие две мерки во текот на месец јануари и февруари ќе продолжиме и со други мерки преку кои што се дава значајна финансиска поддршка за вработување на населението, се со цел реализација на стратешката определба за намалување на невработеноста во нашата земја. Овде завршува емисијата Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 21 јануари, со мен уредник и водител Наташа Мерсовска и Дине Вучков техничка реализација. За музиката задолжен Иван Бечковиќ. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.